Предизборната трка се вжештува. На политичката сцена има нови изборни опции. Една од нив е политичката партија Твоја. Слоганот вели: ние не сме со сите, ние сме од Твоја. Една од идејните креатори на оваа партија е професорката Мирјана Најчевска, добро позната на јавноста по нејзините критички ставови и кон поранешната власт и кон актуелната, особено кога е правото и правдата во прашање. Се разбира останатите теми. Добар ден за Мирјана Најчевска. Добар ден. Сега ве гледаме во нова улога. Значи, веќе влегувате во политика. До сега се што правевте беше навикнати бевме да ве гледаме од некоја невладина организација од другата страна, меѓутоа одлучивте конечно дека вас ви е местото во политиката. Кој е главниот мотив? И да почнеме од тоа кои се постулатите на Твоја. Има интересни размислувања кои ги гледаме на интернет главно и да објасниме тоа околу тоа како тече оваа кампања на Твоја, која е малце невообичаена. Зашто се решив да влезам во политика? Затоа што мислам дека малку се изместија работите во нашата држава и се она што е креативно, се она што е прогресивно, алтернативно, некако се поврзува со здружувањето на граѓаните, со невладиниот сектор, а политиката остана да биде дел од партиските препукувања и всушност овозможи државата наместо да стане држава за граѓаните, во функција на граѓаните, алатка за задоволување на нивните потреби и интереси, се претвори само во некаков партиски естаблишмент во кој што се задоволуваат потребите и интересите на многу тесни партиски кругови. И едноставно влегов во оваа политичка трка, во овој политички амбиент со цел малку и да покажам дека не е политиката гнасна, туку ние ја правиме таква, дека политиката е незаобиколив дел од она што представува развој на општеството, тоа е оној динамичен дел кој што треба да соработува со невладиниот сектор, меѓутоа никако не треба да биде дел од партиите, од партиското договарање, туку во моментот кога одредени политички партии ќе дојдат на местата, на високите функционерски места, дека тие треба да станат представници на интересите и потребите на сите граѓани, не само на една група, две групи, три групи. И да ви кажам, Твоја некако реши да се формира како партија која што ќе биде некако вид на крижанец меѓу политичка партија и здружение на граѓани, заради тоа што сметавме дека ни е потребно да покажеме дека една партија може да биде демократска, може да делува хоризонтално, може да биде флексибилна и може да биде шарена, тоест хетерогена. Па така во Твоја партија имаме многу лево крило, кое што е предводено од мене, имаме централно крило, имаме многу десно крило, меѓутоа обединети сме околу неколку најелементарни заеднички именители кои што се поврзани и со она што представуваат наши приоритети. Така, со самото тоа што велите Твоја, антиципирате дека сте блиску до граѓаните, тоа не е својствено за една политичка партија на овој начин да се приближува. Слоганите многу се разликуваат од тоа што сме вообичаено сме навикнати да гледаме. Тука, какви се вашите очекувања дека јавноста одеднаш може да прифати нешто што подразбира, како што велите сега, можеби малку хибриден елемент на спојување на идеолошки различни размислувања, но професионалци во една политичка опција. Дали главната цел е професионалците да дојдат на своето место, нели, како што велите, дел од она што читав дека корупцијата е таа која, нели, не изеде, знаеме се што ни се случува со години. На кој начин сметате вие во вашата програма дека ќе ја спречите корупцијата во политиката? Велите ќе треба да потпишат политичарите изјави, да се законат дека нема да крајат и да лажат, и доколку тоа еднаш се случи, тие за секогаш да исчезнат од политиката.
Значи, твоја партија е посебна по тоа што не се бори за министерски места, не се бори за директорски места. Ние излеговме со идејата дека Македонија е навистина мала држава во која што мора да се искористи целокупниот интелектуален и работен капацитет, за да не почнуваме одново од нула со секоја промена на власта. Има професионалци во сите политички партии, и во СДСМ, и во ВМРО, и во ДУИ, значи во секоја политичка партија има професионалци кои што искористени на правите места и во функција на потребите и интересите на граѓаните, навистина можат да го дадат она што се нарекува институционално помнење, континуитет во развојот на државата и напредок кој што толку многу ни недостасува. Значи, твоја воопшто не ја замислува не го замислува освојувањето на власта како начин за промоција на своите членови, на некои професионалци кои што се внатре во оваа наша партија, туку поддршка на се што е професионално во државата да може да дојде на соодветните места. И твоја партија воопшто не е замислена како партија за едни избори или за два циклуса или слично. Ние сметаме дека сме партија која што сега почнува и за која што сакаме да ја градиме. Да ја градиме на начин кој што пред граѓаните ќе постави еден друг вид на политичка партија, друг вид на размислување и сметаме дека многу постепено ќе доаѓа препознавањето на една ваква поинаква опција од страна на граѓаните. Ја воопшто не мислам дека постои такво нешто, ниту таква парола, ниту таква програма, ниту таква идеја која што одеднаш на граѓаните ќе ги доведе да им пукни пред очите и да речат: ова е таа партија која што сакаме да не води, ова е водачот наш и слично. Ке се согласите уште повеќе со тоа, навикнати веќе со години на двете опции, десната и левата, и центарот, дури и секое влегување на нови политички партии на политичката сцена, се толкуваат на следниот начин. Тоа е општото мислење во јавноста. Да, сега и тие сакаат од колачот и сакаат да влезат во политиката затоа што таму кај невладините или во здруженијата за граѓани не им е доволен авторитетот или интересите. Ова е тоа што треба да се смени како размислување и кое треба да биде, се разбира, ќе помине долго време. Само за момент. Нашата идеја, значи, првична кога се формиравме како партија беше да пробаме да освоиме толку пратенички места со кои што би можеле не да формираме влада, не да имаме некое големо влијание, туку во одредени моменти, посебно кога се донесуваат системски закони за кои што се бара двотретинско мнозинство, да можеме да извршиме влијание кое што ќе го помести се она што представува начин на одлучување во собранието од тој двопартиски начин на мажино линии во кој што партиите се препукуваат. Секоја добра идеја да се поддржи, независно дали доаѓа од позиција, опозиција, од мала, од голема, бројна или небројна партија. Значи, некој кој што не му е гајле, не се плаши од моćните, поголемите, побројните партии, туку едноставно има принципи и вредности кои што смета дека може да ги промовира и да ги турка низ собранието. Значи, не низ владата, ние сметаме дека мора да се најде начин на собранието да му се врати моćта која што ја има изгубено и да стане вистински контролор над извршната власт и вистинско место каде што се бијат битките за развој на државата. Што велите за тоа како Уставниот суд еве вчера донесе одлука против рушење на дивоградбите во Охрид? Значи претходно донесе одлука исто така дека не треба да се одземе концесијата за рудникот Иловица. Дел од вашата изборна програма е голема заложба за зачувување на природната средина, односно намалување на загадувањето. Како ги коментирате овие две скандалозни одлуки на Уставниот суд? Нешто напоменавме пред овој разговор дека разговаравме за една трета таква одлука. Да, третата одлука која што мене како некој кој што учествува уште од самите почетоци на
демократизацијата во Македонија во заштитата и промоцијата на човековите права, најскандалозна ми беше одлуката за укинување на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Меѓутоа, со целокупното свое делување, Уставниот суд само се дезавуира, ја бламираше целата идеја за постоење на Уставен суд и ова ни покажува дека во државата треба, уште еднаш би повторила, да има собрание низ кое што нема да поминат такви уставни судии кои што може да донесуваат вакви одлуки. Значи, собранието е тоа кое што го има последниот збор. И првиот и последниот. Собранието е тоа кое што треба да изнајде начин да бидат воспоставени таков вид на контролни механизми кои што ќе оневозможат злоупотреба на законите, меѓутоа не само просто неспроведување на законите кои што постојат, туку недонесување на закони со кои што се легализира неправото. Бидејќи она што е карактеристика на многу состави, на собраниски состави до сега, е дека не само што донесуваат безсмислени закони, не само што донесуваат лоши закони, туку донесуваат закони по нарачка, закони кои што се донесуваат со цел да се оправда крадењето, со цел да се оправдаат измамите, со цел да се овозможи отсуството на казнување и да се потенцираат привилегиите на одреден раководен функционерски естаблишмент. Така, зборуваме околу практикување на моќта на неказнивост. Така. Добро, веќе кога сме околу казнивоста, би потенцирала дека кај вас се појавува дека вие се заложувате за декриминализација комплетна на канабисот. Ние се заложуваме, да ви кажам, за максимално почитување на човековите права и слободи. Една од вредностите на тој концепт на човекови права и слободи е максимално намалување на ограничувањата на слободите на човекот, само она ограничување кое што е нужно за една демократска држава, кое што ги заштитува правата на другите. Такво ограничување со кое што ќе се спречи повреда на правата на другите. Во таа смисла ние се заложуваме и за декриминализација на употребата на канабисот. Исто така се заложуваме за декриминализација на сексуалната работа и исто така се заложуваме за донесување на закон за истополовите бракови, со кој што на некаков начин ќе се овозможи една голема група на граѓани кои што не можат да ги практикуваат и уживаат своите права на еднаков начин со другите, да бидат ставени во една нова ситуација. И да ви кажам право, посебно кога станува збор за дискриминацијата, мислам дека е направено најголемиот пресврт во нашата држава. Наместо државата да ја промовира еднаквоста, наместо државата да се бори против дискриминацијата и да носи законски решенија со кои што ќе ги заштити ранливите групи, тоа е префрлено на здруженијата на граѓани и на невладините организации. Меѓутоа, нивната моќ е ограничена. Тие не можат да донесат закон, тие не можат да донесат стратегии, не можат да донесат планови. Државата е таа која што треба во Законот за основно образование да овозможи инклузија на апсолутно сите деца со посебни потреби во редовното образование. Државата е таа која што може да донесе закон со кој што ќе се овозможи слободно движење на луѓето со оштетен вид на сите улици, не да се постават 3 семафори кои што ќе бипкаат и сите да паѓаат во несвест дека ние сме биле инклузивна држава и слично. Државата е таа која што треба да овозможи секое дете и секој човек со посебни потреби да го достигне максимумот на својот личен и интелектуален и работен потенцијал. Па ние не ги гледаме луѓето со посебни потреби ни во собранието, не ги гледаме во министерствата, не ги гледаме во дипломатските представништва, не ги гледаме никаде. Значи тоа е проблем на државата. Невладините организации се тука да помагаат, тие се тие кои што туркаат, меѓутоа нашата држава е таа која што треба да си ја превземе таа обврска. Како очекувате ли, колку пратенички места очекувате?
Да ви кажам, во ситуацијата со ваков изборен законник, со ваква расцепканост на изборното тело, избирачкото тело, меѓутоа и со клиентелизмот кој што се гради веќе 20 и кусур години меѓу партиите и граѓаните, јас лично не очекувам пратенички места. Треба да се случи чудо на вистина, кое што многу би ме изненадило, да влезиме со еден, двајца, не можам ни да замислам тројца да влезат од нашата партија во пратеничкиот состав. Меѓутоа, како што кажав на почеток, ние не сме партија за еднодневна употреба. Ние се појавивме на политичката сцена и имаме намера да останеме на таа сцена и имаме намера да се градиме и да се бориме се до моментот додека граѓаните не препознаат дека развојот не може да се одвива со цело време менување на двете големи или бројни политички партии и дека мора да се внесе некој трети или четврти или петти елемент кој што ќе соодветствува на плуралитетот на државата и кој што ќе оневозможи ваков партиски волунтаризам како што имаме во моментов. Сепак, еве хипотетички, доколку би биле можност, со кого би коалицирале? Ние рековме дека не сме со сите. Значи, ние не коалицираме со никого. Ние поддржуваме добри идеи, поддржуваме добри проекти, поддржуваме добри програми, добри стратегии и пред се поддржуваме професионалци на правите места од било која партија, од било која политичка определба. Како ја оценувате досега предизборната трка со оглед на тоа што се случува во едни вонредни околности? Сосема, сите дури дали има оправданост за овие избори во време кога ние имаме таа бројка која имаме на заразени од COVID-19? Значи, твоја партија беше против вонредни избори. Ние сметаме дека изборите треба да си одат во редовниот циклус, за да може секоја политичка гарнитура да покаже што може, како може да истера цел мандат. Бевме многу против избори во време на пандемија, меѓутоа рековме дека штом веќе има избори ќе влеземе во нив. Она што мислиме е дека овие целокупната кампања е многу срамна, на многу ниско ниво. Значи, јас лично да ви кажам, еве сега во моментот и не зборам толку во името на твоја и покрај тоа што мислам дека голем дел од моите сопартици го делат тоа мислење, сметам дека најголем дел од настапите, посебно на бројните партии, се отворен облик на подкупување на граѓаните. Се ветуваат работи за кои што се знае дека нема да можат да се исполнат, заради тоа што ние сме луѓе во економска криза, во која што глибиме во кал, од која што тешко ќе можеме да се извлечиме. Особено последиците после нудат пандемија. Директни бенефиции за одредени групи изразени во пари. Тоа е директен подкуп. Значи, не се нудат идеи, не се нудат вредности, не се нудат стратегии, туку се нудат пари, проценти, кои што им се ветуваат на одредени групи граѓани со цел да излезат и да гласаат за конкретна партија. Дали очекувате излезност на изборите со оглед на ситуацијата? Не очекувам. И самата твоја партија многу го дискутираше ова пред да се решиме воопшто да влеземе во изборната трка. Ние мислиме дека најмногу ќе излезат само оние тесни јадра на побројните политички партии на СДСМ, ВМРО, ДУИ и слично, и дека токму онаа целна група на која што ние се обраќаме, а тоа се луѓето кои што вообичаено не излегуваат да гласаат, односно луѓето кои што навистина сметаат дека ниту една од досегашните партии не покажала резултати заради кои што би требале да излезат за нив, дека тие луѓе нема да излезат, прво заради големото разочарување, меѓутоа уште повеќе заради ситуацијата со пандемијата, во која што секој разумен човек се плаши да излезе и посебно гледајќи што се случува и во Србија и во Хрватска после ваквите избори и на кој начин сето тоа негативно влие на здравствената состојба на целокупното население, а не само на одделни делови од населението.
Така, добро, што би порачала на граѓаните до што да се држат кога веќе направивме на вака анализа и на вашата партија, вашата политичка опција, но и на тоа како актуелно стојат нештата, иако не може да се забележи баш во кампањата дека некој тоа го споменува дека воопшто сме во таква ситуација во каква што сме. Дури никој не ја споменува ниту економската криза што ќе следи, ќе влеземе во голема рецесија, а ветувањата одат дотаму дека ќе има прогрес и не знам што се ќе се случува. Што би им порачале на граѓаните? Јас би им порачала на граѓаните кога ќе излезат на гласање да си имаат пред себе, да си го имаат пред себе ликот на тие кои што ќе ги представуваат. Значи, тие не гласаат сега за премиер, не гласаат за министри, не гласаат за влада, гласаат за пратеници. Како ќе бидат представени нивните потреби и интереси во собранието, како собранието ќе се постави во однос на владата, како собранието ќе може да се профилира како највисоко законодавно тело и контролен механизам на се она што се случува во државата, зависи токму од пратениците кои што ќе бидат избрани таму. Многу ќе биде интересно доколку им се даде шанса на помали партии кои што ќе внесат еден поинаков дух во собранието и кои што ќе го разбијат тој дуалитет кој што се градеше сите овие години во собрание и ќе ги натераат и побројните партии малку да размислат пред со таква леснотија да ги менуваат законите во нивна корист. Јас многу ви благодарам. Во овој миг се надевам дека опфативме барем тоа што е најважно и примерно на твоја. Први пат ви посакувам среќа. Благодарам. И во некоја следна прилика да зборуваме за реализирани идеи. Благодарам.